Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, последно за оваа работна недела. Денеска ќе разговараме на тема која е врзана со вчерашната, односно со 2 од 4 нови истраги кои ги отвори специјалното јавно обвинителство, се однесуваат на 2 нови Т, наречени Тотал и Тифани, а поврзани со Управата за јавни приходи, но и Министерството за финансии, како и со сопственици на фирми. Поточно тоа се првите истраги кои се однесуваат на даночно затајување. Во продолжение јас би предложил да одиме со прилогот на колегата Христијан Баневски, кој што беше подготвен за дневникот во 17 часот, но поради интерес на оваа тема денеска во емисијата ќе го имитуваме токму сега. Во случај на сомневање за даночно затајување, Управата за јавни приходи соработува со сите надлежни институции, но податоците за обврзници се даночна тајна, велат од УЈП за телевизија 24, откако вчера специјалното обвинителство покажа со прст кон даночната управа и Министерството за финансии. Сите документи, информации, податоци или други факти за даночен обврзник до кој УЈП, односно службеното лице ги дознало во даночна, прекршачна или судска постапка, не се предмет на комуникација со јавноста и медиумите. Во случај на сомневање, пријави или добиени службени податоци за даночно затајување од трети страни, УЈП, согласно своите надлежности, редовно соработува и ги обезбедува потребните податоци за надлежните институции. Велат меѓу другото од УЈП. Од Министерството за финансии пак до објавување на прилогот не дадоа став. Специјалното обвинителство ги објави првите случаи на затајување данок под кодно име Тотал и Тифани. Во двата случаи физички лица и фирми според СЈО затаиле данок од државата во вкупна вредност од 240.000 евра. Случаите според официјалните документи од Централниот регистар се поврзани со фирми зад кои како сопственик или управител е Драган Павловиќ Латас и фирми на мајката на Ивона Талевска, Лимба Талевска. Например, според доказите, наводно, за потребите на правните лица е купена е долна облека од 500 евра или облека с долништа, чевли, ташни и ремени во износ од 33.508 евра, очила, шминки и пудри за 1.009 евра и други работи како што се луксузен мебел, точаци, сигурносни врати и слично. Сега, според дел од економистите, е клучно не само да се утврди делот за затајување данок, туку и да се открие трагата на парите. Но овдека грешката е исклучиво на сметководителот, поточно не заради тоа што веројатно не знаел, туку заради тоа што ги слушал желбите на сопствениците и тој еднашка мора да застане. Часовник за 25 години работење на фирмата ете така како некој јубилеј да се додели, може би може, но сепак нема дозвола за такви работи, а сметководителот мора да укаже на сопствениците дека тие средства така не смеа да ги вадат, дека треба да ги вадат преку добивка, дека преку платени даноци и се тоа на останато. За случајот Тотал, Драган Павловиќ Лата за телевизија 24 вчера кратко изјави: Не се препознавам себе си во незиното излагање. И денеска се обидовме, но не добивме став ниту од Ивона Талевска. Така, значи тоа е најновото случување околу она што се нарекува истрага Тотал и истрага Тифани од вкупно 4 кои што ги објави вчера специјалното јавно обвинителство, како и најавата за ново обвинение кое се однесува токму на случајот Транспортер од Битола за градоначалникот на општината Владимир Талески. Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Од време на време ево мене. Поздрав и до вас, повелете. На Софија. Многу интересни работи се случуваат и интересни работи на терет на државата се купуваат. 500 евра со извинение на бар гаќи. Каде тоа го има мој куш? Што беа тие златни или позлатени или кои што беа? Во ред, ако полека одиме кон подобро, мислам да се формира се државата, доколку се може да се направи и во некој од судовите специјална служба, да речеме, тоа ќе биде добро. Ќе оди побрзо, ова ќе се реализира побрзо. А преска што ги слушаа вестите кај вас во 16 часот, минување на имињата на фирмите ова, ако отсечил бурекот тепсијата, тука е. Полека да се надеваме дека све ќе биде на своје место. Меѓутоа, многу ќе ми биде криво доколку тие пари не се враќат на
сметка на народот, тоест на нашите. Ако успее така судот да ги врати тие пари, да ги најде кај се што се и да ги врати, ќе биде добро. Ако не, само со затвор, а парите да си останат кај што сега, и што не правиме тоа. За мене многу битно е да се вратат парите на сметката на народот. Добро. А за затвор, дали ќе затвори или не, тоа ќе видиме. Добро. Толку би имал поздрав и го слушам. Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Добар ден. Дали се слушаме со некого по однос на денешната тема, значи случај Тотал и Тифани, УЈП соработува со сите надлежни институции, објавија од таму. Добар ден. Телефонските броеви на кои што може да ни се јавувате се 0260 91 924 или 0260 91 925 и да ги давате вашите коментари. Добар ден. Дали се слушаме? Да, добар ден. Од Гевгелија. Од Гевгелија се јавувате? Да. Поздрав до вас. Вчера беше пазар од Гевгелија, 3 пара гаки, се 100 денари. Па препорачувам нека дојдат од Гевгелија си купаат гаки. За 100 денари, 3 пара. Поздрав. Поздрави до вас, благодарам за јавувањето. Јаготка вели, Македонија се сака со дела, не со скапа облека, со богата трпеза, со криминали и лаги, со слога, не со братски расправи и кавги. Да живее мајка Македонија, мајковина, татковина на сите оние кои се родиле, живееле и живеат во неа. Добар ден. Добро, одиме веќе со следната линија доколку имаме некој. Добар ден. Даниела пак ни вели колку пари на човек му требаат за да живее еден нормален просечен живот, да има, да ги плати сметките, да јаде, да се одмори како човек, се во своите граници, ама ова што го слушаме е навистина премногу и повеќе ја претераа. Уште колку му требаат? Срамота. Па јас ќе прашам дали мечето мирно спие во пештерата или се разбуди од зимскиот сон. Време е сите да се разбудиме. Голем поздрав, Огнен. Поздрав и до вас, Даниела. Добар ден. Здраво, Македонија. Добар ден, повелете. Ошчип Кавраковенци. Како сте, господине Кавраков? Одличен, чекам да профункционирам. Системот имам или? 10 линии за сите граѓани од Источна Македонија. Чекаат 15 дена да заживееме. Тоа е друг проблем, ќе го решиме накнадно. Така. Вака сега. Директно учело со факти. Сите овие предмети не се во склад со работата на специјалното обвинителство. Пред мене е законот. Не на специјалното обвинителот, него вака вика законот за јавно обвинителство, за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Изричит и дециден што имаат овие дела со самиот указ што кажува дека се задржувам повтор пат дела поврзани кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникации, значи од бомбите. Ниедно дело од овие не е предмет на судска постапка. Значи, како може специјалното обвинителство да се меша во работата на јавното обвинителство, бидејќи само еден член ќе прочитам. На крајот, најважен. Ајде. Јавниот обвинител се мисли не специјален. Не смеат да запишат специјален, на секој уставен суд ќе падне. Значи, јавниот обвинител ќе биде професионално одговорен за стручните и законските действија пред Советот на јавни обвинители. Советот за јавни обвинители го повикувам и го
И тие сносат најголема соучесници со злочинот што го прават преку овие дела. Он требаше Советот веднаш да постапи по член 7 оваа, алинеја 3. Значи, уште еднаш и завршувам. Јавниот обвинител ќе биде професионално одговорење пред Советот на јавни обвинители. Одма треба да реагира. Зошто не реагира Советот за јавни обвинители, кој го плаќаме низ години во Македонија? Веројатно затоа што доказниот материјал кој што е користен при отворањето на истрагата произлегува токму од прислушуваните комуникации и следени комуникации. Кој го тврди тоа? Кој? Специјалното јавно обвинителство не би отворило истрага доколку тоа не произлегува затоа што тоа име надлежноста. Каде објавија на писмено? А сакате да ви ги објават доказите на писмено, па тоа е против постапката и против истрагата. Како може да веруваме на специјално јавно обвинителство? Досега отвараа случаи. Темелко, фамилијата, ништење на фамилија и сите други действија што ги направила е против законство. Зошто досега Советот на јавни обвинители дреме? И него ќе го прозиваме. Сега имаме црвено, жолта Македонија. На секој повик 40.000 има да биде обседнато собранието. Тоа да го имате ум. Никој не може да не спречи. Јас со целата фамилија ќе одам во Скопје на секој повик. Не може вака. Ни јавни обвинители, ни специјални. Сите ќе одат у неповрат, разберете. Благодарам многу и немојте да ја спречувате работата на Центарот, и е познат и признат. Ако спроведам постапка... Кој ја спречува работата, господине Кавраков? Молим? Кој ја спречува работата? До сега не се десило 15 дена, звонеме, да не добиеме врска. Па се појавиле некои поупорни од вас, господине Кавраков. Немате вие само еден ултимативен пристап кон оваа емисија за да добивате постојано. Како постојано? Значи и ти си дал. Ја мислеше дека друг дал наредба. Знае се кој дал наредба. Господине Кавраков, за Америка скоро. Господине Кавраков, значи вакви обвиненија, слободно доколку сакате, упатете ги на некое обвинителство кое што е заслужно за тоа, ама бидејќи вие барате сите да одат во неповред. Не, извинете. Извинете, јас зборувам. Не бидете невоспитан, знам дека не сте, оставете да зборувам. Бидејќи рековте дека сите обвинители ќе одат во неповрат, тогаш јас не можам да ви помогнам тука. Ако имате некакви сомненија за некое право кое што ви е нарушено од наша страна, постојат судови, постојат обвинителства, постојат адвокати и правни лица. Обратете се кај сите нив, а не да нафрлате единствено обвинувања јавно за кои што немате никакви докази. Сега да помогнам за да го решиме случајот нашиот, не е ова. Вие не помагате, господине Кавраков, вие обвинувате. Не да обвинувам. Председателот на Агенцијата за медиуми ќе даде правна служба, ќе дојдат кај мене во Центарот и ќе пратат и ќе снимат. Колку пати ние звонеме, а не добиваме за овие 15 дена. Да ви кажам искрено, господине Кавраков, јас имам звонето за еден контакт за грижа на корисници на една фирма во државава, што се однесува на мобилните оператори, и звонев цел ден и никако не добив. И? Затоа што линиите биле постојано зафатени. И сега што треба да правиме? Огне, ова е озбилна работа. Дај. Да, господине Кавраков, јас се согласувам дека е озбилна работа. Тоа што вие не сте успеале да добиете во оваа емисија, тоа е ваш проблем, господине Кавраков. Може би веќе рацете не ви работат на ридајал како што треба. Како добиваш до сега? Како сега во најважните моменти? Па има некои нови кои што успевале да добијат. Господине Кавраков, ние сме во политичка криза со години, најважни моменти во оваа држава има наназад веќе 4-5 години. Не се најважните моменти сега? И пред 5 месеци беа најважните моменти. Ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам и уште еднаш ве подсетувам дека немате никакво право да се јавувате во емисијава и да обвинувате, а особено затоа што тоа ви е исто како да кажете на училиште како ученик дека учителката не ве сакала. Значи, на која основа вие тврдите дека јас, например, или некој овде во телевизијава, вам би го
поништува или ви го ви го попречува правото да се јавите во емисијата. Не сте успеале. Прифатете го фактот, господине Кавраков, дека не сте толку вешт како порано во однос на звонењето на броевите. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некој друг? Добар ден. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. До мене слушате? Да, вас ве слушам. Само почекајте на линија, режија, ќе ве замолам, има фонови од Форшпани и најави да ги исклучите. Повелете, господине. Да, само намалете го тонот на телевизорот. Добро, готово. Да, готово. Повелете. Овака, само една реченица за одговор. Ајде. Незаконско прислушкување на материјалите, сака да каже Кавраков дека нема никој докажано. Тоа сака од таа страна, од другата страна, она обиколната да ги брани Бамаровци. Владата да ја брани. Значи, незаконско прислушкување на материјалите е доколку нема судски налог за прислушкување. Значи, нема судски налог, незаконски е. Што сака он да докаже? Нешто со неговата таму, што е таму во Штип, не знам, шалабајзерска фирма што ја формирал. Друга работа околу Тотал, темата и Тифани. Што се однесува до УЈП, што е избегнат даноко да се плати. Тоа треба да се одговара, не дај Боже во Западот тоа да се случи, поише кошта него ли едно убиство. Поише ќе биде казнат, него ли во дворот да отепа човек, таму ќе биде ослободен. Втора работа. Оној дел што им е плаќан, од кој е пресметан данокот персонален. Значи, за да плати 100.000 евра, треба да добие 1.000.000 евра. Како е тој заработен? Тој дел како е заработен да ги прашаме ајдуците што му ги давале. Да видиме што он вредност имал, па да заработи 1.000.000 или 2.000.000 евра за 200.000 евра да плати данок. И тие не ги плаќа. Тука се работат на гаките. Значи, за да не ги плати и тие, мора фиктивни фактури да пишува за гаки, да пишува за душеци, да пишува часовници, не знам какви. Иначе не се земени тие. И трета работа. Тие се фиктивни фактури. Да видиме понатака кој ги давал тие фактури на Латас и на Ивона за да го крие данокот. Значи, и тие се учесници. Значи, тука има 3 учесника. Тука е државни пари, значи од народот, плаќани за на нивните онија фирми на Латас и на Ивона, парите што ги криеле од даноко и плюс тој што фактурирал, тоа пак против државата работел. Значи, 3 основа има за бркање тука СЈО. Али предпоставувам дека тоа ќе оди еден по еден основ. Затоа им препорачувам, еве им ја Москва, нека фатат патот, ако нема авион, пеш нека одат, јас мислам оти подобро ќе им иде. Зашто за оваа работа кривично се одговара и тоа е тешко злостварство за државата. Добро. Овие сиромасите што шетаат по улици, тоа треба да го сватат, да видат каде им одат парите. А оние што ги водат по 10.000 евра што земаат платени неколку души во Скопје и по 10.000 евра во секој град поголем што им плаќаат за да ги организираат овие протестите. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Тоа не е темата на комуникација денеска. Добар ден. Ало? Ве слушам, повелете. Добар ден, Огнене. Добар ден. Мора да ти кажам и да ти честитам. Стварно има живци да го издржиш овој Кавраков. Мислам да, види, нема да се задржам на темата, бидејќи тоа е очигледно дека е направен криминал и дека стварно државата правела све за одредени луѓе кои денеска зборуваат на цела уста против опозицијата,
Меѓутоа, имам една молба до тебе. Ајде. Те молам, во идеја која ќе го чуеш гласот ти, стварно, мене ми се дига шеќерот која ќе го чуам тој Кавраков. И реп уште неколку, исклучи ги веднаш, те молам. Благодарам, многу пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Нема никогаш никого да исклучам само затоа што некој не им го сака гласот. Ова е демократија, овде секој може да си го каже своето мислење и секој има право да се јави, без разлика на тоа дали на останатите гледачи тоа им се допаѓало или не. Доколку барате слобода, треба и да ја обезбедувате за другите. Не оди тоа еднострано, напротив, оди обострано. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огиен, би сакал нешто да додам околу тема, дека е себова вистина, дека има толку затаени работи, има толку многу криминал во оваа држава направено, што мислам дека не може се циот да се открие. Меѓутоа би сакал да им даде Господ на еден дел од овој македонски народ памет во главата, да размислат малце со главите и да видат дека ова се криминал. И свесно и совесно да застанат да се ја чуваат државата од криминалци. А околу тоа дека државата е загрозена, државата е, не знам, треба да браниме, тоа се измишлјотини невидени и никој не сака ваква заробена држава да земе или да освои. Оваа држава е оставена на нас и ние можеме само да ја спасиме и да ја закопаме. Никој друг не може да ни направи. Всушности, старата поговорка е како сам себе што можеш да си направиш беља, Господ не може да ти направи таква беља. Така да, не знам дали ќе им дојде памет малце на овој дел што протестира, што по улици излегува, уместо да се собере, да се свести и да види дека ова е криминал, бе. 10 годишен криминал. Кај може тоа сето тоа ја нема да го открие, бе. Фала Богу и на ова што го прави. Мислам. Не знам што би друго можел да ви кажам, ама само едино ти велам памет во глава да им дојде да се свртат кон објективноста и реалноста во држава. Да ги гледаат работите со мозок, а не со очи. И да не бидат подкупливи за некој си динар да излезе ондека надвор за 1000-2000 евра да иштети на државата. Заради личен интерес. Абсурд не видам, мислам. Так. Поздрав од мене, Јонгјан, и фала ти што одвои време. И не дозволувај, не дозволувај некому да се јави, него не дозволувај толку долго да се задржуваат. Така е, затоа во другата емисија поставивме тајмер, оваа ќе ја оставиме така. Немојте, молам, со глупости, 10 минути глупости ми тропа, дали од Штип или од каде, не е битно. Добро. Тој нема памет за себе, а ми дели мене памет. Така, благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Душан, фан страницата на Facebook ни вели, Велија Рамковски е во затвор веќе со години за истото за кое се терети Латас, имено за затајување данок, а ни А1 телевизија веќе не постои, чисто како за споредба. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Сакам да се вклучам, не сум бил досега, мислам прата вашата емисија и ви благодарам што припремате на ваква добра емисија, а не сум побаро, али се ова ми интересна работа. Сакам во она типот на Гавраков да речем хо и кака. Гаќите од 500 евра препорачувам на протестантите на таковата што ли да ги обесат, да ги види народот. Тоа е најголемиот страм за нашата држава што го надат. Тие протестанти на ги стават да видиме што е тоа. Ја имам на 70 години, во времето кога бев млад, доста прошетав, доста видов, ама такво нешто до сега не сум чул. Затоа е желба и на мене, и на мој другари, и на околу да ги видиме таа вредност што е и во оваа Македонија, кај што луѓето немаат леп да јадат, да не се платат данаци, а да се прикружуваат глупости невидени, што не постојат ни во африканските земји, а изиграваат големи патриоти, луѓето, кои, не сакам сега да именувам, се знае кои луѓе се тие, од типот на вашата села, и стално ни тријат некои си работи, не трујат со непотребни работи. Затоа мој предлог е протестантите да ги стават на таковата, не знам што марка е, кај звучниците, да ги види народот,
Да знаеме за што се работи ова држава. Тоа ми е една голема желба, имам над 70 години, бар да го видам тоа. А пак да Враков што рече дека ќе влезе тој во никој не може да го запа и ние ќе влеземе од другата страна, па ќе видиме со нивните закани дека не е парламентот на таткому, не е на никого парламентот. Тој парламент го граделе партизаните. И порано луѓето што се бореле за оваа Македонија, гинеле жртви, деца, млади на 18 години, се втемелиле во оваа држава, во темелите ги ставиле и костите и крвта. И некој да кажува дека ќе влезе во парламентот и ќе најде, тоа е срамот. Да се застрами за она што го кажува за неговите години. Ви благодарам, продолжете со вакви добри емисии да ги известувате луѓето, да ги запознавате што се случува во држава. Поздрав, се најубаво. Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Да. Се јавувам од Девар. Поздрав до Девар. Поздрав до вас и до вашата емисија. Огнен, не знам што да кажам за тебе, ти си генија. Тебе треба да те стават на местото од Зоран Заев, да ти кажам најискрено. А не, сполајви. Во партија, да бидам челник на партија, сполајви. Браво, свака ви час. Толку имав само да коментирам. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Да, поздрав и до вас и ви благодарам за јавувањето. Челник на партија човек во оваа држава сега како што е, треба да е само или премногу храбар, или премногу мудар за да стане такво, или премногу луд, зависи, имате неколку опции. А во подредени нормални демократски држави, да водите партија, тоа е веќе една убава одговорност која што би сакал секој да работи. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден, Добар ден, поздрав до вас. Па ја повеќе би, една мисла само, повеќе би застанал на страната на гајчите на Ивона од Тифани, од 5000 евра, него на оние гајчи жолтосани, што се од Страв, да застанат на браникот на одбраната татковината. Пријатно. Пријатно и до вас, ви благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Да. Добар ден. Добар ден. Огнен, јас многу долго време имам чувство дека сум саботиран, значи имам право да чувствувам така дека како што рече Кавраков. Не викам дека намерно, пошто немам докази, што викате, тоа е точно. Пошто вака правно кога сме колеги, јас не знам стварно, прво ај човечки ќе разговараме. Долго време не сум се јавил, мислам, јас имам чувство дека тоа намерно. Значи, не е битно, не ќе да обвинувам, на крај и крајава, само ја менам програмата, не мора да се јавам и завршена работа. Него друго ми е работа, пошто гледам само едносмерни се дискусиите. Да ја прашам, пошто сме колеги као правници, дали сметате, например, кога не ви знаете дека тој што изнесува или пронесува лажни вести со намера да му наштети на неговиот углед. Значи, па дури и да е осуден, пази, и да е осуден, кривично дело е да го обвинуваш. Значи, не може, тој си ја одлежал казната и заврша. А прво, не ли можеш вака како и многу ми е жал, извини, може ќе те навредам, ти си така интелигентно, добро дете, што имаш такви становишта, нели, демократска и такива да има. Не ве слушнав што рековте, имам што, погласно држијата, имам што? Како да кажам сега, за да не те навредам... Ма и навредете ме ако сакате слободно, па ќе се разбереме. Не ми е својствено. Значи, како да кажам сега на судија да му кажеш дека е пристрасен, тоа е веќе, како да ти кажем, му го загрозуваш лева. Значи, како што е... А што има тоа врска со мене? Не, кога ги оставаш, например, да вреѓаат криминалци без докази вамо таму, тоа е на Ивона гајките вамо таму, председател многу пати ги имат вреѓано, тоа сепак е кривично дело. Значи, ај да ти кажам, во ова кривичниот закон таков калабак донесоа, се што беше во интерес за зачување на државата, кај што беше кривично дело да вреѓаш председател, ги смакнаа тие кривични дела. Може ли да се задржиме на денешната тема, ќе ве замолам? Не, само ова ќе ви кажам. Значи, кога се вреѓаат политичари, криминалци, на која основа ги оставате да ги вреѓаат? Криминалци, а не знаеме кои се тие таму. Тие од таа страна се, и гледам луѓе обично
со низок коефициент на интелигенција. Значи, Од каде знаете вие колкав е коефициентот на интелигенција на тие кои што коментираат? Коментарите за криминал доаѓаат од двете страни за двете страни. Не, еве како, кога вика зборувај за да те видам каков си. Јас не ги гледам, ама према зборовите судам. Криминалци, срамота, ајде си искрадува без никакви аргументи. Значи, вие, например, според зборувањето, господине, јас извинувам, можеби ќе ве навредам, но според зборувањето сте ми тенденциозен. Се јавувате во емисијава, има дадено конкретна тема, вие не зборувате за конкретната тема, а го трошите времето на луѓето. И сега? Не, јас мислам дека ако некој напише кривична пријава на вашата телевизија кај што се вреѓа власта, треба да биде вашата телевизија затворена. Прво, господине, политичарите се јавни личности, особено оние кои што се на државни функции, и тие таквите луѓе не можат да бидат ослободени од коментари на граѓаните кои што би ги давале, затоа што ние граѓаните, јас, вие и сите останати, земаат плата, од платата од брутото се одвојуваат пари, одат во буџетот на Република Македонија и оттаму се исплаќаат тие политичари и државни функционери. Сосема потполно право имам да кажам што мислам за нив или за било што. Дури и јас кој што не сум државен службеник, како јавна личност, луѓето имаат право да ме коментираат затоа што постојано ме гледаат и ме чувствуваат како дел од нивниот живот за да може да ме коментираат, затоа мене не ми погаѓаат навредите. Значи само ќе ви кажам една работа, по однос на тоа кој за кого вели дека е криминалец или слично, и на времето во Турско велеле дека некој бил арамбаша и така натаму, па никој за тоа не ги колел луѓето по однос на сето тоа за кој бил арамбаша или не. Значи тоа си се докажува, тоа е доказна постапка. Се поведува истрагата, се покренува обвинението, бидејќи сте правник, јас не сум. Докази, кај се доказите? Молам? Зашто без докази вреѓаат? Значи, ако нема докази, не можеш ти јавно и тој човек. Значи, он има свое достоинство. Сега некој ако те навреди тебе, дали ќе го исклучиш? Мене ако ме навреди, нема да го исклучам. Ако ве навреди вас некој, ќе го исклучам. Не, еве ги вреѓаат, еве Кавраков го вреѓаа пред малце, вако бив немал памет за него, па ќе делал на друг. Па и вие сега кажавте за другите дека се со низок коефициент на интелигенција, па не ве исклучив. И сега? Не, јас имам доста високо мислење од секој. Да видам, ај кажете ми за ова. Сега имате високо мислење за другите гледачи или имаат низок коефициент интелигенција? Изјаснете се, не сте ми јасен. Вака сега, значи кога коефициент, значи тоа значи едно коефициент на интелигенција тоа е едно башка, што викат кога некој зборува на пример за некого, а без аргументи, тогаш јавниот обвинител треба да покрене, ако е кривично дело треба да преку Па и вие зборувате без аргументи за другите гледачи дека се со низок коефициент на интелигенција. Кој користи овие двојни стандарди и аршини? Не, јас имам аргументи кај што како имате вие аргументи? Па и другите гледачи во однос, да речеме, вака вика. Ја цитирам Фатиме Фетаи, вели: имено, од доказите произлегува основано сомнение дека осомничениот за даночните години 2008 и така натаму со намера тој и правните лица да одбегнат делумно плаќање даноци, во книговодствена евиденција на друштвата, завршните сметки и даночните пријави давал лажни податоци. И сега граѓаните, точно, презумпција на невиност, се додека не се докаже секој е невин, но граѓаните, поведувајќи се по ова, велат дека тие се криминалци и затајувачи на даноци. Вие, поведувајќи се по вашето мислење и зборови како сте ги слушале луѓето, велите дека имале низок коефициент на интелигенција. Како сте вие поразличен од другите што ги обвинувате? Еве како. Например, знам дека, значи она што е кривично дело, не може да го коментирам јас. И да го излежал, да речеме, тој ако го излежал кривично дело или ако е осуден, ти немаш право да му префрниш. Како секој ден во емисија криминалци, па тоа значи нема друг збор. Значи кога го повтара 2 пати, 3 пати еден збор, тоа е низок коефициент за интелигенција за мене. Да рече друго е. Па и од вие преска истото го повторувате, значи вие имате низок коефициент на интелигенција. Ви благодарам за јавувањето, поздрав. Јас ги цитирам, сакам да кажам дека кога вика исти збор повторува без да додаде нешто ново, повторувањето е одраз на ниска интелигенција. Господине, вие веќе 7,5 минути во оваа емисија потрошивте 7,5 минути во оваа емисија потрошивте за другите гледачи. Дали тоа значи дека вие имате низок коефициент на интелигенција? Не може да ме навредиш, Огнен, не може Јас не сакам да ве навредам, јас само разговарам со вас. Вашите двојни стандарди и аршини ви ги презентирам на истиот начин како што вие ги правите за другите гледачи. Не, јас викам вака. Не, вие никако не викате, господине, вие може да велите. Ви благодарам за јавувањето. Во македонскиот јазик, кога кажувате нешто, велите. А кога викате, тогаш го извикувате нештото. Значи, научете македонски прво.
пријатно и се гледаме во мој термин во 18:15 часот. До тогаш останете со 24 телевизија, следува Дневникот во 17.